Добро вечер во емисијата 360 степени назад. Еве ги темите за вечерва. Каква ќе биде судбината на законот за јазици? Единствената опција за излез од ваквата ситуација, која нема да биде спротивна на уставните одредби, е потегот на Иванов да се постави пред Уставниот суд. Објавуваме анализа на правните опции. Владата не кажува кој се пријавил на големиот оглас за директори на државните институции. Дилема е и зошто на некои од огласените места кои во поделбата и припаднале на ДУИ, повторно се назначени само ВД-а. Лекови на рецепт има само во првите неколку денови од месецот. Секој со оправдање исполнета е квотата, а за пари може да се купи. Бројот на реализирани рецепти за 10 години е зголемен во сличен сооднос како и буџетот за лекови. Што значи ова? Дека во рок од 10 години за иста популација трошиме двојно повеќе лекови, стануваме поболна нација? Мислам дека тука има длабоки системски недостатоци. Зошто законот од една страна предвидува донирање, а од друга оневозможува за пленетата стока да дојде до оние на кои им е потребна? Надлежна за организирање на аукции и лицитации е Агенцијата за управување со одземен имот. Причината што овие складишта се полнат со мотори, шпорети, прашоци за перење, купишта облека, е што агенцијата најчесто не може брзо да ги продаде или донира. Не би рекол кочење, меѓутоа судскиот процес трае подолго. Кој кому се попречил овде? Кај да го заобиколам, на жардинерата овде? Или да го туркам да го испрлам од таму? Одмав на стојаката и ја отфрлив неговиот обид за физичко туркање. Силувањето беше обострано. Нова саботажа. Со овие најавени содржини се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Лекови на рецепт може да се најдат само во првите неколку дена од месецот. Вообичаеното објаснување што се добива во аптеките е дека ја потрошиле државната квота. Во петокот Фондот за здравствено осигурување објави дека го зголемува буџетот за лекови на позитивната листа за 250.000 евра само за тековниот месец или за 1.600.000 евра за остатокот од 2018 година. Но дали проблемот е во сумата што ја издвојува државата за оваа намена? Анализата на системот открива дека аптеките се заинтересирани за трошење на квотата за поевтини лекови, зашто така реализираат поголем број рецепти, што им носи и поголем надоместок од државата. Еве до какви други сознанија дојде Зоран Јовановски за ова прашање што тангира огромен дел од граѓаните. Да се најде потребниот лек на рецепт е вистинска реткост. Пациентите излегуваат од аптеките со терапија, но не на државна, туку на своја сметка. Секој со оправдање исполнета е квотата, а за пари може да се купи. Џабе рецепти, џабе се. 1600 денари ги платим на приватно. Они ми даваат рецепта, идам да ги земам во аптека, ми вика ги нема во Македонија или у Србија или Бугарија. Кога е пополнета претежно квотата, а кога веќе човек има потреба за своето здравје, ќе ги купи и приватно. Но тоа не може да си го дозволат сите, па започнуваат потрага по лекови на рецепт низ целиот град. Еве ја од Драчево до тука, два ги најдов да ги земам. Од Драчево доаѓа. Па треба да ги има цел месец. Не може да трчаат луѓе, јас ги земам, например, мајка ми е стара, 90 години. Што да правам, морам да трчам да земам лекови. Лекови на рецепт има само во првите неколку денови од месецот, а проблемот воопшто не е нов. Па обично е, сега мајка ми зима пензија, 6-7 више во некоја апотеки ги нема сите лекови на рецепти. Па така, иако цел живот уплаќаат во здравствениот фонд, пациентите не го добиваат она што им го ветува државата. Страдаат оние кои што во моментот им се потребни, им се неопходни тие лекови. Одговорните треба да ни кажат зашто е тоа така. Во 2006 година, фондот одвоил околу 20 милиони евра за лекови од позитивната листа, а минатата 2017 дури 45 милиони евра. Овие пари државата ги распределува во форма на квоти на околу 780 аптеки,
кои имаат склучено договор со фондот. Бројот на реализирани рецепти за 10 години е зголемен во сличен сооднос како и буџетот за лекови, од 10,3 милиони рецепти во 2008 на 23 милиони во 2017 година. Што значи ова? Дека во рок од 10 години за иста популација трошиме двојно повеќе лекови, стануваме поболна нација? Мислам дека тук има длабоки системски недостатоци и проблеми. Самите спроведовме мини истражување. Направивме листа со лекови за кои пациентите се жалат дека ги нема на рецепт и тргнавме во проверка по аптеките во Скопје. Добар ден. Имам неколку лекови на рецепт што одат, ама дали ги имате ми кажете? Кажете. Ирсофалк. Не. Фостер. Спреј. Спирива. Спреј. Салофалк. Не. Заласта. Заласта од 10 само имаме моментално. А панцев антибиотик? Има едно кутевче. И синетра. Има. А зошто другиве ги немате? Ретко ги добиваме и по мала количина и се трошат од... Значи први, втори, трети тука да поминам ќе го имате. Први. Само први. Ништо. Зошто? Зашто не добивме овие? Постар немам веќе 2 месеци ти добиен од спреевите и спирива исто. А каде да ги најдам? Кога ќе ги добиете? Па можно е први да проверите. Имам неколку лекови. Мислам дека одат на рецепт, ама може ми кажете дали ги имате? Ништо баш ништо е тоа. Ниту еден од лекови ги немате? А зошто? Немаме, а и квотата веќе не е при крај, така да. Значи само панцев го имате? Да, само панцев. А зошто други ги немате на рецепт? Пратени се помали количини, тие се потрошени и не знам дали ќе ни прават така. А и при крај сме со квотата. А до први, втори, трети во месецот можам да ги најдам? Па овие спреувите на први колку 2-3 ни пратија и веднаш се издадаа. Баш на први после веќе нема. Овие 2-3 месеца баш нема. Мислам многу мали количини и се троши. Оваа проверка ја направивме на 9 во месецот и најдовме 2 од 6 лека на нашата листа. Директорот на Фондот за здравство Ден Дончев, кој 5 месеци е начело на оваа институција, не може да даде конкретен одговор зошто толку брзо снемува лекови на рецепт. За голем проблем го смета немањето увид што и колку препишуваат матичните лекари и што и колку издаваат аптеките. Решението вели дека е во воспоставување нов електронски систем во здравството. Квотата сама по себе си е признание од фондот, од државата, дека немаме начин како да сме сигурни дека тоа што граѓаните го трошат е целосно веродостојно и затоа ќе ставиме горна граница. Во развиени земји знаете дека системот на квоти воопшто не постои, бидејќи имат целосна информатичка контрола и преглед врз издадените рецепти и потрошувачката. Ако ние успееме да поставиме еден електронски систем, односно електронска здравствена база на податоци за секој поединечен пациент, поврзана со матичните лекари, поврзана со специјалистите, поврзана со сите аптеки, односно мрежата на аптеки, тогаш ќе имаме секојдневен реал-тајм преглед во потрошувачката и тогаш ќе го имаме можноста да одлучиме дали воопшто е потребен систем на квоти, како што не е потребен многу речиси во сите развиени системи. За слабост во сегашниот систем ја смета формулата според која фондот, освен што ја покрива цената на одреден лек од позитивната листа, им исплаќа на аптеките надоместок за секој поединечно реализиран рецепт. Дополнителниот надоместок варира од најмалку 12 до најмногу 200 денари по рецепт, во зависност од цената на лекот. 12 денари по рецепт се исплаќа за лекови со нето цена до 150 денари. 100 денари по рецепт е надоместокот за лекови што чинат меѓу 1000 и 3000 денари. 200 денари е надоместокот за лекови над 7000 денари.
Овој пристап сам по себе ги стимулира аптеките да ја трошат државната квота за поевтини лекови, со цел да реализираат што повеќе рецепти и така да добијат што поголем вкупен надоместок од фондот. Еве зошто. За реализиран рецепт со лек на позитивната листа, што чини 7001 денар, аптеката ќе добие 200 денари надоместок. Ако истата сума од 7001 денар, аптеката ја потроши за лек што чини 140 денари, ќе може да реализира дури 50 рецепти и за секој од нив да добие по 12 денари надоместок. 50 рецепти по 12 денари се 600 денари, или 3 пати повеќе ако истата сума од 7001 денар ја потроши за само еден лек, односно еден рецепт. Преку 13% од издадените годишни рецепти и реализирани рецепти од 23 милиона одат само на два леко: диазепам и еналаприл. Тие се нисковредностни лекови, значи ефтини се да се набавуваат, меѓутоа поради начинот на кој фондот ги надоместува аптеките, бидејќи секој поединечен рецепт има надоместок кој фондот го плаќа кон аптеките, на еден начин аптеките се стимулирани да издават што поголем број на нисковредности рецепти со цел да ја максимизираат нивните приходи кои генерираат од фондот. Во фармацевската комора признаваат дека сегашниот систем ги тера аптеките да одат на максимизација на бројот на рецепти во рамките на утврдената квота. Главното прашање тука е зошто некој би работел против себе? Зошто некоја аптека би работела на тоа, некој фармацевт би работел на тоа да издава помалку рецепти за да може да земе помалку средства? Ангеловска вели дека аптеките би се труделе да му заштедат на фондот ако за тоа имаат друг тип финансиска стимулација. Например, месечна субвенција чиј износ би зависел од тоа колку рационално една аптека ја троши квотата. Големо стимулирање на рационалното пропишување и рационалното издавање на лековите. Голема соработка меѓу лекарите и фармацевтите. Тоа мора да се стимулира. Луѓето покрај оној интерес професионален, мора да имаат и некаков материјален интерес. Мора да се стимулира тоа, затоа што ќе дојдеме во една апсурдна состојба кога луѓето ќе имаат дома повеќе лекови од колку што има во аптеките. Доктор Лилија Чолакова Дервишова од Сдруженијето на приватни лекари сведочи дека на почетокот на месецот е врвулица кај матичните доктори. Хронично болните сакаат навреме да обезбедат рецепти, зашто се плашат дека потоа ќе им ја снема терапијата во аптеките. Но тврди дека нема злоупотреби. Има многу ретко случаи некој ако заминува за странство па да си подигне порано да побара терапија, но ниеден матичен доктор не би направил препишување дупло или многу повеќе пати, заради тоа што ние имаме квоти, имаме буџети, таков е нашиот договор со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија и не верувам дека ќе се доведе во ситуација да биде казнет, да биде санкциониран и да удоволува барање на одредени пациенти кои што не му требаат за неговото здравје. Еве што Дервишова предлага како решение. Да се смени нешто во целиот тој бизнис на фармација кој што е во нашата држава, да биде таблетките да бидат на парче. Тоа сме го барале многу одамна, заради тоа што кај нас аптекарите или фармацевските професионалци се платени по рецепта. И тука има, да речеме, сигурно еден даден момент каде што проблемот нели по број на рецепти колку се препишува, па така е платена одредена аптека. Но кога би било точно по број на секој пациент, што му следува месечна терапија, во државата да не се даваат скатули, туку да се даваат одреден број на таблетки, точно избројани за таа болест тој месец толку, како што е во некои европски земји, мислам дека не би требало да има, тогаш секој ќе може да го планира рационално и набавувањето и препишувањето на оваа терапија. Експертите кои ги консултиравме гледаат проблеми во висината на буџетот за лекови на позитивната листа. Велат дека искористеноста на квотата до 80% е индикатор за тоа дека буџетот е на задоволително ниво. Но кога процентот оди над 90, како во 2015 кога се потрошени 94% од предвидениот буџет за лекови, или во 2016 кога се стигнало до 99%, тогаш тоа е аларм дека сумата треба да се зголеми.
Токму ова се случи во петокот, кога фондот објави итно зголемување на квотата за март за околу 250.000 евра и на годишно ниво за околу 1.600.000 евра. Иако директорот Дончев смета дека главниот проблем не е во висината на буџетот. Не може да стане збор за тоа дали квотата е доволна или не е доволна, бидејќи континуирано е била зголемена претходните 10 години во степен кај што е дуплирана и во износ, во износ, паричен износ и во број на издадени рецепти, и покрај тоа очигледно има одредени пропусти. Електронскиот систем што го најавува Дончев одамна функционира во развиените земји како Австралија, каде долго време и самиот живеел. Ни покажа како изгледа веб страницата на која може да го погледне сопственото здравствено досие. Рече дека за воведување ваков систем кај нас би биле потребни неколку години. База на податци на секој поединец, во кој податци може да влесат клиниките, така универзитетски клиники, болници, outpatient, матишни и фармации. И све е поврзано со твоето досие. Всушност оваа реформа во Македонија започна и запре со издавањето електронски здравствени картички, кои наместо да се надоградуваат до сеопфатен електронски систем, остана да се користат само за идентификација на пациентите пред здравствените институции. Па дури ни за тоа. Наред уште една пауза, а по неа се осврнуваме на актуелни политички теми. Каква ќе биде судбината на законот за јазици? Единствената опција за излез од ваквата ситуација, која нема да биде спротивна на уставните одредби, е потегот на Иванов да се постави пред Уставниот суд. Објавуваме анализа на правните опции. Permettez-moi de consacrer ce discours à mon ami l'ambassadeur de France, monsieur Christian Timonier. Владата не кажува кој се пријавил на големиот оглас за директори на државните институции. Дилема е и зошто на некои од огласените места кои во поделбата и припаднале на ДУИ, повторно се назначени само ВД-а. Владата не сака да открие кој се пријавил на големиот конкурс за директори на државни институции, на кој главно претходно именуваните вршители на должност беа потврдени на функциите, иако беа повикани да конкурираат сите заинтересирани. Конкурсот кој го следеа низа нелогичности, меѓу другото и со продолжување на рокот за пријавување, наметнува и друга дилема. Зошто на дел од огласените позиции, кои во распределбата и припаднале на ДУИ, повторно се избрани само вршители на должност? Александар Димитриевски. На 31 јануари 2018 година владата распиша оглас за речиси 100 директорски и заменички позиции. Огласот е објавен јавно за сите граѓани на Република Македонија кои што ги исполнуваат условите. На 5 март објавивме дека 80% од новоизбраните директори од конкурсот се претходните вршители на должност. Но која е целта на конкурсот воопшто, ако вие само сакате да ги изберете оние што биле веќе вршители на должност, а ја повикавте цела јавност што ги исполнува условите да се пријави? Видете, кај нас системот на поставување на раководни позиции во овој наш политички систем е таков. Владата не кажува кој се пријавил, но и покрај конкурсот за директори, дел од институциите повторно завршија со ВД директори. Ова е официјалната Facebook страница на вице-премиерот Хазби Лика. На 27 февруари таму соопшти дека владата избрала 27 директори или заменици директори од редовите на ДУИ. Најголемиот дел од кадрите, 23, се избрани по големиот владин конкурс од крајот на јануари. До денеска во службените весници објавен изборот на сите функционери на ДУИ од тој оглас, со исклучок на директор на Агенцијата за наставници, која практично не постои. Но, зачудува тоа што 1/3 од кадрите на ДУИ се избрани како вршители на должност, иако на огласот се бараа директори и за тие позиции. Меѓу кадрите на ДУИ кои се избрани за вршители на должност се Вулнет Адеми во Агенцијата за странски инвестиции, Валдет Џафери во Бирото за судски вештачења, Бујар Дардишта во Управата за водење матични книги, Бардил Насуфи во Бирото за јавни набавки. Зошто ВД-а, а не директори? Прашавме токму во кабинетот на вице-премиерот Лика. Ставот од таму е дека
Во однос на ВД именуваните кандидати, владата на Република Македонија донесе одлука тие позиции во наредниот период да бидат само совршители на должност, а по истекот на законскиот рок ќе се разговара за наредните одлуки. Така, останува само да се нагаѓа дека можеби за овие позиции од конкурсот никој не се пријавил или пак доколку имало пријавени дека тие не ги исполнувале сите услови. Опција е и дека избраните вршители на должност не уживаат целосната доверба за да бидат избрани за редовни директори. Не е докрај јасно и дали владата ќе треба да повтори дел од огласот. Дали за сите позиции имало пријавени соодветни кандидати и колку? Која комисија го вршала изборот? Ова се само дел од прашањата на кои 360 степени веќе 2 недели се обидува да добие одговори од владата. Причината, меѓу другото, е фактот што првата група од 30 на директори беа избрани експресно, само 3 работни дена по крајниот рок за пријавување на огласот. Од Илинденска 2 ни одговорија дека председател на комисијата бил министерот Оливер Спасовски, а членови неговите колеги Венко Филипче, Драган Тевдовски, Хаз Билика, Садула Дураки, Љупчо Николовски и Кочо Ангјушев. Но не дознавме колку апликации разгледала оваа комисија. На барањето да добиеме список со пријавени кандидати и нивно образование, владината прес-служба не упати на Законот за пристап до информација од јавен карактер, што пак значи рок од 30 дена за одговор. Не купуваме 30 дена, туку обемот на информациите кои што ги побаравте е исклучително голем. Ги побаравте сите кои што аплицирале, сите нивни биографии, конкурсот од кога до кога беше. Тоа е постапка во која што за жал прес-службата не може да ви одговори во како да е дневно информативна тема. Да? Дека за неколку дена успеавте да ги изберете, барем да не е проблем да список да се направи само на. Не барате само список, доколку барате список со имиња ќе го добиете во текот на 2 дена. Барате многу повеќе од список. И на вистина, не чекавме 30 дена, туку помалку од една недела, но одговорот беше дека нема да добиеме одговор. Со објавувањето на предметната информација, последиците врз интересот што се заштитува ќе биде поголем од јавниот интерес утврден со закон, што би се постигнал со објавувањето на информацијата. Она што за владата во случајот е поважно од јавниот интерес е заштитата на личните податоци на кандидатите кои не се избрани за директори. Со ваквото толкување само до некаде се согласува Елена Трифуновска од фондацијата Метаморфозис, која пред актуелниот ангажман помина цела деценија во дирекцијата за заштита на личните податоци. Тестот на штетност кој што го спровеле е во ред во смисла на тоа дека објавувањето на име и презиме на секој еден кој што конкурирал може да има негативни последици за одредени лица, во смисла на тоа дека можеби некој работи на една работна позиција во моментов и кога би се дознало неговото име во една поширока јавност може и да има негативно влијание, да не биде одбран за директор, да кажеме, на некоја институција, меѓутоа да има тоа негативно влијание на местото каде што веќе работи. Но Трифуновска смета дека немало да има никаква повреда на личните податоци, доколку владата доставила список со иницијали или со прикриени имиња и презимиња. Сметам дека имателот на информацијата во овој случај требало да достави до вас како барател информации, анонимизирани во делот на име и презиме, меѓутоа сето она останато кое што вас би било доволно за да го задоволите јавниот интерес, требало да биде дадено. Број на кандидати, стручна подготовка, значи сето она кое што може да даде слика, да речеме, за самиот процес. И без одговорите, останува сликата дека владата распиша конкурс за на крај, само да ги потврди кадрите утврдени на партиско ниво. Со тоа продолжуваат да лепдат дилемите. Зошто воопшто се продолжи рокот за пријавување на огласот? Зошто беа повикани да се пријават сите заинтересирани? Па и треба ли воопшто да има оглас, ако тој во пракса е само параван за покривање на законски замислениот механизам за избор по заслуги? Следна наша тема е законот за јазици. Вице-премиерот Бујар Османи со видеопорака на француски јазик му се обраќа на амбасадорот на Франција Кристијан Тимоние, кој го критикуваше начинот на донесување на законот за јазици. На ова Тимоние на Твитер му заблагодарува на Османина, како што вели францускиот амбасадор, добро аргументираниот одговор и вели дека Македонија може секогаш да смета на поддршката од Франција на патот кон ЕУ. Со изјава за законот за јазици излезе и амбасадорот на ЕУ Самуел Жбогар, кој воопшто не се осврнува на процедурата на носење на законот, а индиректно се залага за негово стапување на сила и испраќање на анализа кај Венецијанската комисија. Еве ги главните поенти од изјавата на Жбогар и од видеопораката на Османи.
Monsieur l'ambassadeur, je suis d'accord avec vous que l'ambiance dans l'Assemblée ne ressemblait pas à un vrai débat démocratique basé sur des arguments, mais vous le savez bien parce que nous l'avons discuté à plusieurs reprises, que nos efforts en vue d'un débat argumenté étaient ignorés pendant des mois. Et tout cela dans un intérêt qui est l'oppose à notre perspective européenne. L'objectif de cette loi n'était, ni est, ni sera le triomphe des Albanais en Macédoine, mais une possibilité réelle pour l'établissement d'une société multiculturelle comme un acquis très important pour tous les citoyens de la République de Macédoine. Cela nous permettra dans l'avenir, à nous les Albanais, une communication plus facile, plus précise et plus proche avec l'État, ce qui représente un acquis important pour nous. Je dis un acquis et non victoire, puisque l'adoption de cette loi ne représente une défaite pour personne. L'utilisation de la langue maternelle de la plus importante non-majoritaire communauté ethnique dans la communication avec l'État représente une garantie pour la stabilité, l'unité et le progrès du pays qui se trouve dans une étape décisive pour son avenir européen. The right of every minority should not, cannot, and never does interfere with the rights of the majority. I think given the right to a minority community cannot endanger the rights of the majority community, which seems to be the fear these days here in the country. So we follow very closely, and we take note of the adoption of the law. We hope that the law will be sent to the Venice Commission, as it was indicated also in the 369 plan, and we hope that implementation of the law will follow European standards and practices. And we also expect that implementation of the law will be done in dialogue with all stakeholders, and including in dialogue with the majority community. Остануваме кај законот за јазици. Среде неизвестноста за тоа што е излезот од оваа ситуација во која шефот на државата најави дека нема да го потпише указот за прогласување на законот, познавачи на правото нудат уставно засновани опции. Денис Прешова од катедрата по уставно право на Правниот факултет во Скопје смета дека мора да се прекине почнатата низа на противуставни постапувања, алудирајќи на искористување на два института предвидени во Уставот и во Деловникот за работа на Уставниот суд: решавање на судирна надлежност и заштита на слободите и правата. Владимир Мирчевски за правниот лабиринт во кој се најде законот за јазици. Во период кога јавноста е соочена со прашањето што и како понатаму со законот за јазиците и може ли тој да стапи на сила без подпис од претседателот Ѓорѓи Иванов, првиот човек на собранието Талат Џафери има свое толкување. Јас ги анализирам сите аспекти од процедурите. Има време уште до оно што треба претходното, значи ако при првото гласање на законот и при поднесувањето на указот до претседателот рокот е во рок од 7 дена, тоа подразбира по дефолт истиот е рок. Значи тоа не може да биде поинаков рок, затоа што се работи за обврска на претседателот на државата. Џафери веднаш по повторното изгласување во средата навечер го пратил законот на подпис кај Иванов. Тоа значи дека му дава рок на шефот на државата до среда навечер оваа недела да го потпише указот за прогласување на законот за јазици. Ако тоа не се случи, што е за очекување по изјавата на Иванов, Џафери не открива што следно. Но експерти по уставно право сметаат дека Џафери греши и дека Иванов има обврска да го потпише указот веднаш по доставувањето од спикерот или во првиот момент кога ќе биде во можност. 7-дневниот рок се однесува на периодот во кој претседателот треба да се изјасни по првото, а не по второто усвојување на законот. Наспроти ставовите дека Иванов е обврзан да го потпише указот и покрај забелешките на процедурата за носење на законот, други експерти сметаат дека Уставот му остава простор на Иванов и да не го потпишува указот. Джебното вето значи дека законот е практично мртвороденче. Тој не може да влезе во сила затоа што не може да се објави. Ако нема указ, тогаш нема ни закон. Наспроти овие тези со кои се оправдува потегот Ниванов, професорот Светомир Шкарич во книгата Устав на Република Македонија научно толкување објаснува дека таквото однесување на шефот на државата не може да се смета за уставно дозволено.
Председателите честопати правото на суспензивно вето го користеле противуставно. Така, например, председателот Киро Глигоров не го потпиша указот за прогласување на Законот за кривична постапка, иако тој е донесен со двотретинско мнозинство гласови. Председателот Борис Трајковски не го потпиша указот за прогласување на Законот за пратеници и по неговото повторно гласање со апсолутно мнозинство. Книгата на професорот Шкарич е издадена во 2014 година, а нејзин рецензент е професорката Гордана Силјановска-Давкова. Во некои држави кои имаат политички систем сличен со македонскиот, како Србија, ваквата ситуација е прецизно решена во Уставот. Конкретната одредба вели дека во случај шефот на државата да не го потпише указот, тоа го прави председателот на парламентот на Србија. Опцијата за објавување на Законот за јазици во службен весник само со подпис од председателот на Собранието веќе се дебатира во јавноста. Еден од авторите на Уставот на Република Македонија, Владо Поповски, не ја отфрла ваквата можност. Ако не е потпишан, значи е блокиран. Добро. Донесувањето на законот. Значи, според вас не може законот да биде објавен во службен весник? Не, видете вака, јас не реков. Јас реков дека законот не може да биде прогласен на уставно предвиден начин. Формално правно, тоа би значило дека законот не е прогласен. Но ако се прогласи, вие најавивте, ево, можеме тоа да го кажеме пред ова, дека сте чули дека ќе се објави во службен весник. Веројатно тоа е една од опциите што се разгледува, да. Остварува. Имено, тоа не сакам да го дискутирам, бидејќи сакам да останам само на планот на уставно-правните во формално-правна смисла на зборот. А во фактичка смисла на зборот, каде што постојат поим жив устав, наспротив формален устав и така натаму, тоа е друго прашање. Во 1997 година Законот за употреба на знамињата е објавен во службен весник со 2 подписа на тогашниот прв човек на парламентот, Тито Петковски, кој се потпишал и во името на шефот на државата, поради тоа што Киро Глигоров бил на службен пат. Решавајќи за овој случај во 1998 година, Уставниот суд го укинал указот со објаснување дека кога председателот на државата се наоѓа на службен пат, значи дека тој е во функција на државата, односно дека не е спречен да извршува својата функција, поради што во таков случај председателот на Собранието не е овластен да го заменува. Иако има сличности, очигледно е дека не може директно да се влече паралела меѓу предпоставеното објавување на Законот за јазици без подпис од Иванов и случајот со Законот за знамињата од 1998 година. Околностите за отсуство на подпис од шефот на државата во двата случаи се сосема различни. Во контекст на актуелната дебата, вредно е да се спомени решението на Уставниот суд од 2013 година, донесено по иницијатива за оспорување на уставноста на Законот за собрание. Уставниот суд по тој повод заклучил: Указот е декларативен општ акт, со кој председателот на Републиката ги прогласува законите. Указот е декларативен акт затоа што со него председателот само ја декларира и искажува својата волја дека законот го прогласува или не го прогласува, без притоа да навлегува во легислативната сфера на Собранието на Република Македонија. Единствената опција за излез од ваквата ситуација која нема да биде спротивна на уставните одредби е потегот на Иванов да се постави пред Уставниот суд, сметаат експерти по уставно право што ги прашавме за мислење. Посегањето по други чекори само би ја продолжило низата на противуставни постапувања и би довело до проблеми кои во овој момент може да не се видливи за политичките чинители. Ова е став на Денис Прешова од катедрата по уставно право на Правниот факултет во Скопје во писмениот одговор на прашањето на 360 степени, кој е излезот од актуелната ситуација. Суштината на членот 75 од Уставот е председателот да има суспензивно вето, а не тоа да се претвори во апсолутно вето или законодавна санкција со која тој недозволиво ќе навлезе во законодавната надлежност на Собранието. Доколку противуставното постапување на председателот се прифати како допуштено во уставноправната пракса, тогаш нема да постојат никакви ограничувања за председателот да посега по апсолутното вето и во иднина и целосно да ја узурпира законодавната надлежност на Собранието. Имајќи ги предвид надлежностите на Уставниот суд, тој алудира на покренување постапки пред судот по две основи: за решавање судирна надлежности меѓу законодавната и извршната власт, од која дел е Иванов, и за заштита на слободите и правата. Одбивањето да се потпише указот представува акт, односно дејствие на председателот со кое спротивно на уставната одредба, тој навлегува и превзема дел од законодавната надлежност, со што се создава состојба на позитивен судир на надлежностите меѓу извршната и законодавната власт. Законот за употреба на јазиците регулира права на етничките заедници, кои не се мнозинство во Република Македонија,
и поради одбивањето да се потпише указот, се доведува во прашање нивното остварување, односно се отвара можност да се бара нивна заштита. Покренувањето вакви постапки пред Уставниот суд може да се соочи со приговори за нивната допуштеност и за надлежноста на судот, но Опрешова смета дека постојат доволно цврсти аргументи ваквите приговори да бидат одбиени. Очекуваме темата да се развива во наредните денови, а со тоа и да се соочат аргументите за овие и за други опции. Во следниот прилог, колегата Петар Клинчарски се обидува да стигне до одговор на прашањето: што се случува со стоката што ја запленува царината и има ли начин за нејзино поефикасно користење? Магазините во кои се чува оваа роба стануваат претесни поради инертните процедури. Стоката скапува и ретко кога стигнува до оние на кои им е неопходно. Полека, брат, полека ти. Може само да видиш ако сакаш да сликаш. Да, само да гледам се. Колку има едно пакетче? 2 кило има сигурно. За 2 не знам. Секојдневни заплени на македонската царина. Што се обидуваат да прошверцуваат патниците? Од тип на техничка стока, потоа имаме стока, во овој случај пијалоци, и поголема количина на текстилни производи. Што се случува со одземената стока? Царинската управа должна е да ги предаде работите кои ги има привремено одземено, да ги предаде во надлежност на Агенцијата за управување со одземен имот се до завршување на постапката. А судските постапки траат долго, па дел од стоката скапува по магазините. Институциите се во расчекор, сакаат да донираат, но имаат пречки. Се работи што се таложеле годиништа и кои не се решаваат преку ноќ. Зошто законот од една страна предвидува донирање, а од друга оневозможува запленетата стока да дојде до оние на кои им е потребна? Стотици пати дневно се крева рампата на граничниот премин Табановце. Цариниците се спремни за контрола. Ако затреба, и помошта е на готовс. По пасошката контрола редот за утврдување на она што сакате да го внесете или изнесете преку граница го преземаат вработените на македонската царина. Проверката може да биде по случаен избор, доколку сте сомнителни на секторот за ризик или по претходна дојава. Многумина патници знаат да паднат на овој тест, да добијат прекршочна или кривична пријава, а вишокот непријавена стока или обидот за шверц да биде запленет од македонската царина. Пасоше му врати. Заплената завршува во големи магазини. Ова складиште е едно од 54 државни локации и приватни терминали во кои се истовара царинската заплена. Методите од Осиевски, кој со години работи на преминот Табановце, вели дека најголем дел од складираното е под царински надзор, односно стока за која не се платени давачките и не може да се пушти во промет. Но има и привремено одземена стока. Тука имаме непријавена стока по документација, за која е веќе изготвен царински записник за царински прекршок, и исто така имаме и поголема количина на текстилни производи, каде што увозниците наместо да напишат која е количината во парчиња, ставаат цетови. Карикирам, ако се пријавени 10.000 парчиња, многу пати се случува да имаме многу повеќе. Остатокот од недекларираната роба привремено се задржува и се изготвува записник за царински прекршок. Но освен намерни и ненамерни грешки, цариниците сведочат и на бројни несекојдневни обиди на патниците да избегнат проверка. Документирани се случаи на криење дрога во воздушни перничиња во автомобилите. Не се ретки и примерите кога луѓе лепат дрога на своите тела. Се шверцуваат и злато, цигари, компјутери, девизи. Одземените пари легнуваат на сметка на државниот буџет. Златото завршува во трезор во Народна банка, другата и муницијата одат на уништување во МВР, а облеката, белата техника и превозните средства во Агенцијата за управување со одземен имот. Оваа стока подоцна или се продава, или се донира.
надлежна за остварување на продажба, односно организирање на аукции и лицитации е Агенцијата за управување со одземен имот, а исто така и донирањето на одредени видови на стока, како што е текстил и обувки, оди преку Агенцијата за управување со одземен имот. По запленувањето на самата стока, Царинската управа должна е да ги предаде работите кои ги има привремено одземено, да ги предаде во надлежност на Агенцијата за управување со одземен имот, се до завршување на постапката. Дали таа би била прекршочна или кривична, зависи од тежината на делото, односно видот на стоката кој што бил направен обид да се прошверцува. 3 дена е рокот во кој заплената треба да допатува во 4 магазини на Агенцијата за управување со одземен имот. Некои се полни до плафон. Најголемото депо е сместено во кругот на фабриката Тетекс во Тетово. Зад оваа метална врата се крие простор исполнет со различна стока, задржана од царината. Во агенцијата се свесни дека магазинот станува претесен. Меѓутоа, како што кажа, се работи што се таложеле годиништа и кои не се решаваат преку ноќ. Причината што овие складишта се полнат со мотори, шпорети, прашоци за перење, купишта облека, справи за вежбање и компјутери, е што агенцијата најчесто не може брзо да ги продаде или донира, па се случува најголемиот дел од производите целосно да ја загубат употребната вредност, наместо да завршат кај оние за кои живот значат. На ист начин се губи вредноста и на поскапи предмети, како нови автомобили паркирани надвор, или новој автобус, кој не е помрднат 1 деценија. Овие одземени предмети ги чуваме се додека не добијат правосилност од судовите или од органите од кои што се одземени. После одземањето и после правосилноста на предметите, агенцијата управува со овие предмети и обично имаме право, како агенција имаме право да ги донираме истиве предмети. Според мене не би рекол кочење, меѓутоа судскиот процес трае подолго. За да добиеме едно правосилно возило, се зависи од околностите на кој начин е одземено возилото, зашто, како. Меѓутоа траат и до 3-4 години. По моето назначување од август месец до сега имаме некаде доделено над 120 возила на државни институции. Има ли начин подобро да се искористи запленетата стока? Директорот на агенцијата мисли дека може, но дека е потребен широк ангажман. Тој лично мора прво да открие што се има во магазинот, бидејќи во моментов располага само со делумен попис. Во мисијата што повеќе од овие производи да завршат за општо добро, многу што може да направи и царината. Новото раководство на институцијата бара и начин како да ги скрати процедурите за ослободување на дел од стоката, која е под царински надзор. Фокусот е на производите кои веќе никој не ги бара, или пак и нема кој да ги бара. И тука ние преземаме еден вид на акција со која би ги регулирале во нормално соработка со царинските застапници и со правните лица, доколку тие постојат, да се направи некое пуштање на стоката, ајде да речеме, во слободен промет, односно потоа царинската управа преку патот кој што е со закон пропишан, и со одлука на влада да биде донирана опремата во одредени дали социјални семејства или како ќе одлучи владата на Република Македонија. Последните статистики велат дека 22% од населението во Македонија живее под прагот на сиромаштијата. Стоката што скапува во државните складишта нема да им ја реши екзистенцијата, но секако ќе помогне да поминат низ некои рампи кои им ги поставила судбината. Овде не е крајот на емисијата, треба да ја видиме и саботажата, таа следува по уште една пауза.
Саботажата вечерва е тематска. Да ја видиме. Откако заигра во стилот на харлемските глобтротери кои со своите екзибиции предизвикуваат овации и ја воодушевуваат публиката, плеймейкерот на Дуи пред гледачите објаснуваше на кој начин се обидел да го направи дриблингот со кој поентираше и го доведе во водство својот тим, кој до полусезоната беше пред испаѓање од лигата. Од седиштето овде сум станал да излезам. Кој кому се попречил овде? Кај да го заобиколам на жардинерата овде? Или да го туркам да го изфрлам од таму? Во борбата за враќање во елитното надпреварување не успеа доскорешниот капитен и прв шутер на противничкиот табор. И смета дека бил фаулиран, а и противничкиот играч направил дупла, па затоа изреволтирано реагирал, не само затоа што не бил досуден прекршок, туку затоа што не било санкционирано двојното водење на топката. Почна со неговата рака да ме турка или да ме фати за рака физички, на што одмавна со раката и ја отфрлив неговиот обид за физичко туркање. И тоа беше се. Судиите кои порано царуваа на терените сега во својство на коментатори го следеа над преварот. Проценуваат дека наместо зона се играло човек на човек и под пресинг била направена обострана техничка грешка. За нив овој меч е сличен на неколку претходни, но изразуваат стравување дека ваквиот систем на надпреварување не носи квалитет, иако влегува во аналите. Силувањето беше обострано. Силувањето беше и од позицијата, и од опозицијата, каде што дојдоа мускулите да се покажуваат место аргументите, каде што порано имавме црн понеделник, па црвен четврток, па да вчера имаме и воден четврток. Водена среда. Водена среда, да. Наречем. Влажниот терен носи непредвидливи ситуации, такви што дури и творците на играта не можеле да ги согледаат при креирањето на незините правила. Со нивно широко толкување сепак доаѓа до заклучок дека немало целосно почитување, а сметаат дека кошот со амандманите бил погоден, но со грешка при нивното пренесување од фаза на напад во фаза на одбрана. Грешка во чекори на председателот на собранието. Ова е грешка во чекори. Познатите пак правдолюбци кои лично ги делеа на штиманите свирчиња со кои се пресудуваа до сегашните надпревари, тврдат дека станува збор за одлична тактичка игра во која подадениот тайм-аут, екипата која се бореше за опстанок, успеала со промена на позициите да стаса до триумф. Значи, Талат Џафери, сега да се извлече од ова ситуација ако може, преминува кон едно познато средство, нападот е најдобра одбрана. И на крајот, за играчот, без чиј пик енд рол, неговиот партнер немаше да ги постигне клучните поени. Цената за тоа ќе оплати нивниот политички партнер од СДСМ, кој храбро застана за нив и го избутка сето тоа. За победничкиот тим тоа воопшто и не е важно. Тие и онака постојано се прв пик на драфтот, без никој да им ја одземе топката, иако не 3, туку 315 милиони и 360.000 секунди се подобрачот на власта. Се ова што имавте можност вечерва да го гледате е достапно и на веб страницата 360stepeni.mk, како и на Facebook и на Twitter акаунтите 360 степени. Бидете со нас и в петок од 22:30. Пријатно!